Дневниците на наставниците и на лекарите при задолжителните ученички екскурзии ќе бидат натовар на Советот на општина Делчево, а не на родителите. Вака одлучија делчевските советници, кога на дневен ред се најде одлуката за еднодневна екскурзија на учениците од трето одделение. Многу невкусно, дури и дегутантно, дете на родител кој зима 8.000 денари плата во текстилна фабрика, да му го плаќа и ручикот на наставникот со 22.000 и плюс дневница. Ваша е това програма, а ти истите професори си зимаа плата. Најверојатно зимаа плата и за деновето кога се на екскурзија, исто им е платена дневница, мисла, регуларна дневница од школата. Сите родители се доволно оптеретени со и околу бесплатното образование во Република Македонија, така да ова не знам дали е смешно, дали е жално. Во дискусијата се вклучи и советниците од мнозинството. Го имаме договорено това и дека треба лекаро да падне на буџетот на Советот или на буџетот на општината. Треба да гледаме и другата страна, одговорноста на наставниците кон децата. Директорката на осмолетката Климент Охридски, чија екскурзија ги стави на тапет дневниците на наставниците, ја потенцираше одговорноста на наставниците при ученичките екскурзии и потсети дека од секогаш тие трошоци паѓаат на товар на родителите. Наставникот задолжително треба да добие дневница кога работи вон 6-часовното работно време кој што му е предвидено за денот. Колега, вие кога бевте во раководството на нашето училиште, ние земавме дневници по 1200 денари. Јас сум таа што била на екскурзија и земала дневници. А сега дневниците во нашето училиште се движат меѓу 500 и 800 денари. Предлогот на опозицијата по расправата беше прифатен едногласно од сите советници. Дали ова одлука ќе доведе до нова практика во Делчево, што ќе важи за сите ученички екскурзии, зависи од советниците и од буџетот на Советот.